Се повеќе семејства бараат поздрав начин за одржување на домот без агресивни хемикали и штетни состојки. Природните средства за чистење стануваат избор на многумина, а за една таква приказна стои Данче Серафимова од Струмица, која изработува природни чистачи за домот и детергент за перење алишта. Јас како мајка на две дечиња почнав со мојата некое патување кон дом со помалце токсини во некаде 2021 година. Најпрвим беше во 2020 кога Ѓорги почна да се храни и некако почнав таму да внимавам што му давам, како му давам, па каков е составот, па да бирам домашни производи, домашни производители, па да барам некој што си одгледува сам без да некако овошето и зеленчукот биде прскано и некако подоцна и со неговата екзема и тоа што внимавав, на каква козметика користам на неговата кожа, со тоа што го внесувам во нашиот дом, некако како логична последица ми се провлече и тоа да некако јас почнам и да преиспитувам некои други работи што ги користиме во домот. И по тоа не мислам само на производите кои што ги користиме на домот, но тука и на целокупниот дом како еден систем во кој што ние го поминуваме целиот малтене на живот и систем под кој што им даваме пример на нашите деца како еден дом треба да изгледа и што во него треба да има. Мирисна чистота, природни состојки и внимателно избрани рецептури. Така започнува приказната на Данче, која од желбата да создаде побезбедна средина за својот дом, денес изработува природни средства за чистење и природен детергент за алишта. Како ние тука може да се олесниме? Како може некако да го поедноставиме нашето живење? И по тоа зборувам не само за големата фиока со претрупани производи за чистење. Тука зборувам и за сите тие украси во домот кои што не оптеретуваат, за сите тие полици, сите тие предмети кои што ни одзимаат наше време и енергија, кои што треба да ги чистиме, пребришеме, да ги вадеме, да ги тргнеме, па некако сезонски имаме предмети или украси кои што треба да стојат, а освен евентуално сега за нова година кога тогаш сите. Имаме, меѓутоа мислам дека колку домот го сведеме на она минималното, на она основното, да имаме само еден детергент за перење алишта, да немаме и за црни, и за бели, и за шарени, и за избелување, па и за дамки, па и за омекнување, па да немаме средство за дрво, средство за мермер, средство за плочки, некако доколку ние таа цела фиока од средства за чистење сведеме на 2 до 3 производи, некако и на нас ќе си олесниме и по тоа апсолутно не сметам дека сме некако забранети или дека нешто не е забрането, туку баш мислам дека тука баш си ја враќаме моќта и дека сме свесни и знаеме што внесуваме во нашиот дом и тоа што го користиме на крајот од денот за нашите деца, на нашата кожа и што влегува во нашиот респиратор. Наместо силни хемикали, во нејзините производи се користат состојки од природно потекло, внимателно комбинирани за ефикасно чистење на различни површини и за перење на облеката. Природата е многу паметна и ни дала соодветни билки кои што можеме да ги користиме ние за да си направиме природно средство за чистење. И имаме и елементи во природата кои што можат да ги отстранат тие некои бигори, некои такви работи кои ги имаме во домот кои што сметаме дека се опасни по нас и по нашето здравје. Како мислам дека некако тие сите хемиски и агресивни средства што се за дезинфекција не ги оспорувам, алкохолот е тука секогаш да се дензифицира, меѓутоа доколку површината се одржува често и доколку биде чисто, јас не сметам дека некако треба или мора да ги отстраниме сите микроорганизми кои што се околу нас и на кои што ние секојдневно сме изложени. Напротив, мислам дека едноставно треба да знаеме како да управуваме со нив. Например, имаме мајчина душица, значи таа е многу добра за природно средство за чистење, каде што го содржи соединението тимол, кој што например е веќе многу истражувано за отстранување на тие микроорганизми, значи има антимикробно дејство. Тука е каранфилчето исто така, розмаринот и тоа се прави инфузија во шише, стаклено или пластично за средство. Се става, например, едно гранче од розмарин, едно гранче мајчина душица, може да се стави лаванда за мирис и се става алкохолен оцет. Таа инфузија се става на страна на темно 1 до 2 недели и потоа се користи како концентрат.
бидејќи нели имаме алкохолен оцет и тука е цела инфузија од билките, значи ставаме пола доза во друго средство прскалка за чистење, пола доза од оваа инфузија, дополнуваме со вода и може со ова да го чистиме секојдневно. Доколку сакаме некако да дензифицираме, секогаш може да додадеме алкохол чист, кој што нели ќе ни помогне да го отстраниме бигорот, да го чистиме тоалетот, школката и така натаму. Според Данче, целта не е само домот да биде чист, туку и да се намали изложеноста на токсични материи, особено кај семејствата со мали деца, лица со чувствителна кожа или пак алергии. Интересот за ваквите производи постојано расте. Се повеќе луѓе се информираат за составот на средствата што ги користат секојдневно и бараат поеколошки и побезбедни алтернативи. Многу интересно, доколку погледнеме некои истражувања, има многу други површини кои што имаат многу повеќе бактерии на кои што ние секојдневно сме изложени, како што се парите, телефонот, тастатурата, нешто што на пример и до лице го ставаме на секојдневно ниво и многу почесто отколку кој што го користиме тоалетот, а некако не обрнува внимание кон чистење на нив, туку некако ептен сме фокусирани на цело време дезинфекција на бањата, на тоалетот, со тоа што имаме многу агресивни и штетни производи на пазарот, каде што создаваат еден слој од хемиски соединенија на кои што нели ние подоцна сме изложени, дали преку парејата кога се тушираме или дермално преку кожата кога седиме, така да е многу поопасно отколку што мислиме дека правиме добро. Освен што се грижат за здравјето во домот, природните средства придонесуваат и за намалување на загадувањето на животната средина, бидејќи не содржат голем дел од агресивните состојки што често се среќаваат во конвенционалните производи. Од мала домашна идеја до производи што ги користат бројни семејства. Приказната на Данче покажува дека грижата за здравјето и природата може да започне токму од нас и од сопствениот дом.